Денеска во ресторанот Тамор се одржа втората работилница од проектот Фаза 2 Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет, кој го спроведува Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка од Виница. На состанокот накратко беше презентиран работниот состанок кој ќе се одржи во Турција со цел да се разменат искуства и завршна работилница за сумирање на знаењата и креирање предлог политики за практични мерки за справување со проблемите во земјоделството. Главната проблематика е како да најдеме најдобри препораки, мерки и решенија за справување со постжетвениот отпад во Кочанскиот регион. Битно е да се каже дека тоа е најголем дел од сламата од оризовите полиња и од пченката. Дополнително, меѓутоа, она што е битно да дојдеме до едни препораки кои ќе бидат конструктивни и прифатливи, како за целокупната јавност, така ќе бидат прифатливи и за институциите и организациите од кои што пак се бара најголема поддршка. Она што велиме дека проблемот сакаме да го решиме, овој постбербен остаток да се третира не како ѓубре, него да се третира како сировина како енергенс, како сировина за компост, што е потребен за нашите ниви, испостени со вештачки ѓубрива и со хемиски препарати, и најважно од се заштита на биодиверзитетот со спречување на палењето на страништата. Проектот се спроведува во рамки на програмата за зачувување на природата во Северна Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка СДС, кој е координиран од Фармахем. Проект Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет, Фаза 2 има за цел да помогне во зачувувањето на животната средина, природата, биодиверзитетот и структурата на почвата во Брегалничкиот регион, каде што се одгледуваат житни култури. Главните активности на проектот се насочени кон намалување, престанување на палењето на жетвените остатоци од житните култури преку примена на добра земјоделска пракса. На состанокот беа запазени сите мерки за заштита од COVID-19.